Дуј уште еднаш покажа дека е поголемиот партнер во владата која само формално ја предводи СДСМ. Шефот на дипломатијата му ги одбројува деновите на Димитар Ковачевски и најавува дека на негово место наскоро ќе дојде албанец, согласно договорот на Заев и Ахмети. Како се продлабочува расколот кај интегративците, така се зголемува и националистичката реторика. Бујар Османи се пофали со бројни успеси, кои ги постигнале во изминатите неколку години. Дојде пред президенти штетите целиот консензуар, dhe udhëheq ushtrimin e vull e cila është në gjuhën shqipe. Sot kemi parlament që 6 vitet e fundit udhëhiqet në Shqip. Jo flitet në Shqip, udhëhiqet në Shqip. Në fakt kemi 3 parlamente që tani udhëhiqen në Shqip. Kemi qeveri në cilën për disa muaj e presin kryeministrin e parë shqiptar. Kemi 18 ministra të qeverisë, nga cilët 9 prej tyre janë shqiptar. Од партискиот собир во Скопски Чаир, Османи им порача на поддржувачите да се потсетат на времето кога албанците биле, како што рече, народ без јазик, без знаме, без достоинство, а сега сето тоа било променето. Kujtohuni pak, kemi qenë jashtë shkollave, jashtë universiteteve, jashtë spitaleve, jashtë sporteleve të administratës. Kemi pas një polici një etnike që i trajnonte policët e ri në shpinën e shqiptarëve. Бујар Османи претходно порача и дека албанците во минатото оделе во обсес само за да пријавуваат насилство, а сега токму тој председава со меѓународната организација. Ваквите изјави доаѓаат во времето кога ДУИ е поделена на 2 дела. Фракционерите предводени од Изет Меджити против Артан Груби и Бујар Османи. Меджити е убеден дека имаат поддршка од голем дел од албанските гласачи и нема да застанат се додека не ја извојуваат победата. Експертите во повеќе наврати пак алармираат дека расколот во партијата само ќе ја зголеми националистичката реторика и уште повеќе ќе ги зголеми апетитите и барањата на интегративците од СДСМ, но на крајот сепак ќе резултира со одлевање на гласови од нивното конто.